Заврши реконструкцијата на Скопската гимназија Јосип Броз Тито. Реновирани се прозорите во училниците, кровот на училиштето и терасите. Обновата е во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, во партнерство со град Скопје. За ово училиште УСАИД издвои 1.205.000 денари. Наредникот на канцеларијата на военото аташе при амбасадата на САД, Гери Шенделхем, вели дека преку ваквите иницијативи се гради нешто повеќе од училници, а тоа е соработка и мирна иднина во јавниот образовен систем. We all work together to make this happen. The American people through the United States European Command and USAID refurbished the classroom windows. Teachers, side by side with students and parents, made the necessary preparations and helped with cleaning activities. The city of Skopje covered the costs of a new roof and the reconstruction of classroom terraces. It's impressive what we can accomplish when we work together. Во реконструкцијата, градот Скопје учествува со инвестиција од 355.000 денари. Градот Скопје е горд што таа соработка е преточена и во насока на заеднување на меѓуетничката соработка, бидејќи вредностите на градењето на соживот и промовирање на различностите како наше богатство представува една од главните цели и приоритети на владата на Република Македонија. Во Јосип Броз се учат околу 1500 ученици, распределени во 51 паралелка, а наставата се одвива на македонски и турски јазик. Промената во училиштето ги воодушеви учениците. Тие истакна дека во подобри услови и подобро се учи. Okulumuzun temizliği açısından çok iyi ilerleme vardır. Okulumuzun camları, kapıları değişmiştir. Sınıflarımızda artık kaloriferlerle bir problemimiz yok. Eskiden geçen seneye kıyaslan geçen sene çok üşüyorduk sınıflarda. Ama şimdi ise daha iyi ilerleme vardır okulumuzda. Ги прашавме како во иднина можат да се подобрат условите во кои ја следат наставата. Може подобро да се реновира салата, односно собликувални кои што делумно се реновирани, но сепак постои старен тварност, но справите кои што за вежбање не се функционални, не можеме да дел од нив не можеме да ги користиме, така да можеби малку до крај да се доработи на салата, нели, за физичко и во другото душа све е во ред. Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието е 4-годишна иницијатива, која возможува подобрување на условите во училиштата низ Македонија, еднаков пристап за сите ученици, како и етничко интегрирање во образовниот процес.